Денешниот рефлектор го започнуваме со информација дека Цивил викендот одржа дел од обуките за 104 краткорочни наблюдувачи, додека за другите над 200 наблюдувачи ќе одржи онлайн обуки во текот на наредните денови. Во пресрет на предвремените парламентарни избори и во текот на кампањата што ја водат кандидатите за пратеници, говорот на омраза на социјалните мрежи е во подем. Цивил е повторно мета на говор на омраза и тоа всушност е потик за уште по-жестоко разобличување на лажните вести и говорот на омразата. Очигледно нападите кон Цивил не стивнуваат, а разоткривањето на говорот на омраза во изборен контекст ја постигнува и својата цел. Ако направиме еден преглед во овој изборен период колку и зашто беше нападнат Цивил, ќе видиме дека истите структури и широчи на говор на омраза облетуваат околу вестите што всушност разобличуваат говор на омраза. На веста што Цивил ја објави под наслов во Теовел омразата се приклучи и Антонио Милошовски и ја објави на Facebook страницата на Цивил МК, се појавија низа коментари со говор на омраза. Во коментарите се обвинува организацијата дека мрази македонци, дека се нацисти, дека Господ ќе ја казни организацијата, се разбира со заканувачки коментари дека тие знаат која финансира организацијата и зашто. Како подсетување, доколку некого го интересираат финансиите на организацијата, слободно може да ја посетат организацијската веб страница civil.org.mk. Досега Цивил и поедини членови на организацијата беа неколку пати мета на говор на омраза, а седиштето на Цивил беше вандализирано преку навредливи и заканувачки пороки. Реакции говор на омраза кон Цивил имаше и по објавата на веста говор на омраза и закана за активистот Ненад Јовановиќ. Мицкоскиот партиски собир повторно ги прекршува мерките и препораките, а не изостана и на колумната на Сашо Ордановски до победата и по неја, објавена исто така на Цивил медија. И ова се само дел од содржините кои од моментот кога Цивил започна со секојдневно разобличување на лажните вести и говорот на омраза, беа подложени на недолични коментари од одредени личности и структури, како и од лажни профили. Ваквите секојдневни случувања уште повеќе ја охрабруваат организацијата пожестоко да се бори против лажните вести, дезинформациите, говорот на омраза и дела од омраза. Мораме да истакнеме дека мета на говор на омраза на социјалните мрежи беа и Никола Димитров, Зијадин Села, како и активисти од Шарената револуција, Павле Богоевски, Ивана Туфекџиќ, Бранко Геровски, Зимир Мехмети, неговата сестра Емира, Бранко Тричковски, Југослав Петровски, Владимир Милчин. Мониторинг тимот на Цивил секојдневно детектира и архивира содржини со говор на омраза и дел од тие ги објавува на својата медиумска платформа. Цивил ги повикува надлежните институции да се ангажираат максимално во спречувањето на ширењето на говор на омраза и да ги санкционира соодветно. Говор на омраза во едно цивилизирано општество никако не треба да биде дозволено и треба да се искорени. Од говорот на омраза лесно се преминува на дела од омраза.